вложуваме напори за размена на искуство со други училишта во Република Албанија и во Република Македонија. Има доста средби со училишта од Ресен, од Битула и многу ученици од нашата општина учествуваат на разни конкурси во Република Македонија. Образованието не е на некое задоволително ниво во моментот во нашата општина, бидејќи законите такви што се во Албанија не дават многу ингеренции за да имаме подобро и поквалитетно образование, треба поголеми ингеренции да има локалната власт. Ние во моментот немаме никаква така да кажеме моќ за да можеме да влијаеме врз наставата на учениците, врз именување на директори, училишта. Само околу законот дава техничкиот дел, одржување на згради и вложување во амбиенти на подобри амбиенти на образованието. Или според автономската карта на Европска унија, каде се чека и Албанија да ја ратификува, тоа ни дава поголемо право да можеме ние да влијаеме директно во образованието, бидејќи треба поредовно да се вклучат и жителите, мислам, децата, родителите на децата во образованието, за да можат да почесто да знаат нивните деца до кое ниво, до кој степен на знаење се стекнуваат во училиштата. Тоа е во нашата општина во моментот фали, нема такви почести средби со родителски средби, каде доколку ни се дае тие надлежности, ова е само една страна, може и други страни, да можеме да има поквалитетно образование со кадри од кои ќе бидат проверени од локалната власт, директори што ќе имат високо знаење, за да можат да направиме вистина едно квалитетно образование, да не се ставиме во таква ситуација што е ставено во моментот, например, средното училиште. Та многу деца од нашата општина не е толку фреквентирано, посакува да учат средно училиште во градот Корча или во градовите низ Македонија. Овие се дел од проблемите а иднината, моето видување е дека што повеќе да вложиме и подобро образование, да имаме толку поголем развој ќе имаме како општина, бидејќи ќе излезат кадри со знаење, ќе помогнат за понатамошен развој и по-квалитетен живот во општина Пустец и пошироко во регионот. На почетокот сакам да испратам искрени срдечни поздрави до градоначалникот на општина Пустец, господинот Едмон Темелко. Исто така ги поздравувам директорот на училиштето, колективот, учениците и сите македонци кои што живеат и работат во вашата општина. Во нашето училиште учат околу 200 ученици во централното училиште, а исто така и во заеднички со 6 подрачни училишта од околните села. Со децентрализацијата што се направи во нашата држава, целосните ингеренции, значи за училиштата, за основните училишта, преминаа во рацете на општината. Сакам да кажам дека имаме одлична соработка со општината и посебно тука би го истакнала залагањето на нашиот градоначалник господинот Лазо Котевски за успешното работење, значи, на нашето училиште. Нашата соработка со општината е во тесна врска и сме во секојдневна комуникација за решавање на сите проблеми и за преземање на заеднички проекти. Сакам да кажам дека од кога дојде оваа влада на чело на нашата држава, владата на ВМРО ДПМН заедно со господинот премиер Никола Груевски,
Многу се обрнува внимание врз образованието, затоа што и една од приоритетите на оваа влада е всушност помагањето, односно осовременувањето на образованието. Значи се води посебна грижа за образованието. Така, значи, со помош на владата и со заедничка работа на општината и на училиштето се презедува многу активности за подобрување на работата на нашето училиште. Да земам како пример, значи се изврши целосна реконструкција на училиштето, на Централното училиште во Новаци. Се променија врати, прозорци, подови и така натаму. Училишната зграда, која што се наоѓа во склоп на училиште, во кој што учат учениците од прво до трето одделение, сега до петто, бидејќи имаме деветолетка, значи, се воведе до деветолетка, целосно се реконструира. Понатаму, пак со помош на владата на Република Македонија, со нивниот проект Компјутер за секое дете, во нашето училиште се донираа компјутери за сите ученици, се изврши целосно поставување на електричните инсталации, се што е потребно за да се пуштат во употреба тие компјутери, значи тоа е во фаза. Понатаму исто така со помош пак на владата на Република Македонија ќе се гради тука спортска сала и тоа е значи предвидено, во најскоро време ќе отпочне со градењето. Наставниците кои што изведуваат наставата, тие се повеќе со високо образование, професори се, исто така добија лаптопи за што поуспешно и посовремено изведување на наставата. Лаптопи добија учениците од прво до трето одделение. Исто така морам да нагласам дека секоја година пак со помош на Електростопанство на Македонија, ние овозможено да престојуваме една недела на планината Баба, односно на Пелистер, и таму се изведува настава во природа со подготвена програма, тоа е подготвена од педагогско-психолошката служба и таму се одмарат учениците, истовремено и учат и прават најразлични проекти. Во училиштето се реализира настава според два наставни програми, наставна програма според 8-годишно образование и наставна програма од пред 4 години за 9-годишното образование, односно 3+3+3